Дозволете ми да ми се обратам на првиот школски ден на кој ја доаѓам. Посебно ми е драго што доаѓам во училиште во кое далечната 1971 година и јас сум запишал прво одделение. Секој ги гледам нашите мали и убави дечиња, не ми се верува дека и ние во таа година сме били толку мали и толку убави. Имам сосема надписал 2-3 кратки пораки за дечињата, за родителите и за наставниците, односно нивните учители. Прво, сакам да се обратам на учителите од директорката па до последниот наставник, односно учител. Децата мора да го добијат знаењето кое им треба понатаму во животот и тука попуштање нема. Значи, петките мораат да бидат заслужени. Вие тоа го знаете, најдобро да го правите и не сакам да ви дадам никаков совет до таа насока. Меѓутоа, сакам и вас да ве замолам, а тоа ќе го направам исто и со родителите, да не бидете претвори строги со нив. Петките мораат да бидат заслужени, меѓутоа дечињата треба да имаат малку и слободно време и додека се во училиште, за да не го чувствуваат училиштето и вас како нешто наметнато, туѓо и не да е може страшно. Имаме една куса порака до родителите и јас сум родител на сега средношколец веќе и знам дека е потребно да ги туркаме постојано да се усовршуваат, бидејќи образованието е основот на секој понатамошен животен успех. Меѓутоа, порака и поздрав и до татите, татковците и до мајките. Немојте само да ги терате да учат. Терете ги малку и да играат. Терете ги малку и надборни за тоа. Не само да бидат над книга. Тоа што треба да го научат, ќе го научат. И јас го правам тоа со мојот син, меѓутоа морате да ги терате малку да се дружат со луѓето, бидејќи тоа е квалитет кој понатаму во животот многу ќе им треба. Имаат луѓе околу себе, да не бидат сами и да не бидат одружба само со компјутерите и со мобилите. И порака за малите, за кои не сум сигурен дека денеска ќе ме разберат, ама еден убав ден, бидејќи се снима, ќе го погледат, ќе разберат. Учете за да бидете најдобри. Читайте што е можно повеќе книги. Знаењето сигурно ќе ви помогне во животот. Нема да ви одмогне, меѓутоа многу е битно, ако не исто битно и со книгите, што ви спомнувам, да правите што е можно поголем друг на другари и другарки. Затоа што во животот човек секогаш е поуспешен и посреќен, ако има повеќе другарчиња и пријатели околу себе. Јас не се сомневам дека и вие како и јас пред многу години ќе се направите пријатели за цел живот и дека со радост ќе се сеќавате ново училиште, нови ученици во кои сте поминале значаен дел од вашиот живот, особено најбитните години кога сте се формирале како личности. И сакам да ја поздравам уште еднаш, да ви посакам голем успех, да имате само петки, да се дружите и бидејќи ова школа е и било и порано и сега е мултиетничко, сакам сосема една куса порака на крајот за сите вас. Немојте да мислите дека различноста е хендикеп во животот. Напротив, предност. Тоа го знаеме сите, живееме во таква држава, ова е таква општина, сите околни општини се мултиетнички, ова училиште е такво, мојата улица Ферит Бајрам е таква, сите мои комшии беа од различни националности, уште на времето од различни вери. Тоа нека не ве попречува да правите другарства и преку етнички линии. Само така можете да бидете исполнети и среќни и кога ќе ви затреба некој пат во животот, макар добар збор, ќе го добиете од тој што е најблиску до вас. Сосема небитно дали е македонец, албанец, турч, ром, влад, србин, било што. Со среќа уште еднаш и да се видиме во нека друга убава прилика. Сега ќе останам уште малку тука да погледам што сте ни спремиле. Ви реков дека имате многу убава прилика да правиме за нас. Чао!